Министерот за здравство Арбен Таравари се уште без одговор. Кој е одговорен за смртта на 57-годишниот пациент со пукната аорта, кој не беше опериран, бидејќи државна кардиохирургија е без стентови, а хируршката сала неопходна за ваков тип интервенции е затворена. Сите сме потенцијални пациенти, на сите може да ни се случува. За среќа во Македонија имаме 3 клиники во кои што се работат вакви операции, меѓу кои и државната и 2 приватни, така да дајте ми да го видам извештајот од ДСЗИ и одговорност секако ќе има доколку имало пропуст или грешка. ТВ24 ја контактираше приватната клиника Жан Митрев за тврдењата на семејството на починатиот пациент, дека иако од оваа клиника имаат склучено договор со ФЗО за вакви операции, оттаму им рекле дека државната квота е веќе пополнета и наместо тоа операцијата можеле да ја направат приватно, што би ги чинело неколку илјади евра. До објавувањето на овој прилог не добивме одговор од клиниката. Од ДЗСИ вчера информираа дека операционата сала во која се третираат вакви случаи ќе биде отворена дури после 15 мај, додека јавната набавка на стентови е во тек и ќе бидат достапни кога и салата ќе биде функционална. Од ДЗСИ потенцираат дека пациентот не можел да се оперира во друга операциона сала бидејќи имало висок ризик од смртен исход. Една од процедурите која била во опција за третман на пациентот е ТЕВАР, но во моментот на клиниката имало недостаток на стентови за таква интервенција. Ангиографската сала во која се изведуваат такви интервенции е во градежен зафат заради поставување на компјутер. Потоа издаде неупат за торакална и васкуларна хирургија Скопје, но добиене извештај дека кај нив нема можност за изведување на ендоваскуларен третман поради поправка на дел од ангиографот, а и не се изведуваат интервенции на торакална аорта, туку само васкуларни процедури на абдоменална аорта, а уште повеќе што не располагале ниту со ТЕВАР стент графтови. Од страна на министерот Таравари ќе се формира комисија за стручен надзор, која ќе го проверува стручното работење на здравствените работници кои го третирале сега веќе починатиот пациент.